Здраво и добро дојдовте во уште едно видео каде што ќе говорам за теклеточна толеранција. Истата може да се подели на централна и периферна. Централна теклеточна толеранција се впоставува преку процесот на селекција на теклетки додека нели созреваат во тимусот. Додека периферната толеранција, теклеточна толеранција се впоставува во околните органи, односно ткива, главно нели во лимфоидните јазли. И за ова кратко спомнав и во претходното видео. Сега ќе видиме малце во повеќе детали. Централната теклеточна толеранција главно ја опфати во видеата 78 и 79 од нели курсов по имунологија, но и сега ќе разгледаме во кратки црти. А тоа иде вака. Значи при процесот на созревање на теклетки добиваме голем број на најразлични теклетки, така кои имаат најразлични теклеточни рецептори. Во ред, сега дел од овие теклетки се самореактивни, така што потребен е овој процес на селекција со цел да ги истребиме тие самореактивните клетки, да останат само тие кои нема да ни предизвикаат автоимуни заболувања. И овој процес на селекција се случува и во кортексот, и во медулата на тимусот. Во ред, значи гледате овдека левата слика. И во кортексот, и во медулата. Првично, одвивајќи се во кортексот, па потоа во медулата, значи тече во овој правец. И сега ги имаме сите овие најразличните клетки, кои се движат од кортексот кон медулата и при тоа наидуваат на клетките на кортексот, односно медулата. Сите овие клетки се клетки кои имаат јадро, односно презентираат МХЦ класа 1 молекули на својата површина, па и презентираат и МХЦ класа 2 дури. И нормално сите овие клетки презентираат селф антигени. Така, значи самите МХЦ молекули се селф антигени, но и на МХЦ молекулите презентираат некои антигени кои се наоѓаат внатре во клетката или пак кои ги собрале од околната циркулација. Така, значи тука поминуваат и крвни садови, има голем број антигени кои се преработени од сите овие клетки на тимусот и се сега презентирани на нивната површина. И овие те клетки, како што поминуваат, ако реагираат со овие селф антигени, ќе бидат уништени. Но тоа не е целата приказка. Дури и да не реагираат воопшто, тие сепак ќе бидат уништени. Тоа се нарекува смрт поради запоставување. Сега ќе се рече, тоа е сосема нелогично. Нели не треба да реагираат со нашите селф антигени? Да, не треба да реагираат, но ако воопшто не реагираат, тоа значи дека тие не ги препознаваат ни МХЦ молекулите. А нас потребно ни е да ги препознаваат МХЦ молекулите. Така што, тие те клетки кои не реагираат воопште се отстранети, но исто така, тие те клетки кои реагираат премногу, така значи многу силно влегуваат во интеракција со МХЦ и селф антигенот, исто така се отстранети. Така што единствените што остануваат се те клетки кои реагираат на сопствени антигени, но многу малку. Односно, тоа е друг начин да се каже дека реагираат со МХЦ молекулата, но не реагираат со антигенот кој е презентиран на истата. Но овде очигледно е дека имаме една сива зона. Што значи тоа? Кој одредува, односно како клетката одредува што е силна интеракција, а што е послаба интеракција? Така, значи не е ова како земеш метро и да измериш ова е 1 метар, ова е 2 метра, или пак ставиш некој предмет и речеш овој тежи 3 кг, овој тежи 5 кг. Не е баш чисто, односно јасно, што се класифицира како силна интеракција, а што се класифицира како послаба интеракција. Да, при посилна се образуваат повеќе водородни врски, повеќе вандервалсови сили, имаме хидрофобни интеракции и така натаму, додека при послаба помалку има од истото. Но ние тоа да, можеме да го измериме во лабораторија, но како самата клетка увидува, ај ова е посилна, ова е послаба. Најверојатно сметаме тука главна улога игра времето на интеракција. Ако дадени молекули се подолго време во интеракција, тоа клетката го смета за посилна интеракција, додека ако се пократко време во интеракција, тоа е послаба интеракција. Така што се фаворизираат тие кои се пократок временски период, односно имаат послаба интеракција. И окей, сега тие клетки ќе преживеат и продолжуваат нели на својот пат до медулата. Интересно е дека кај медулата се случува релативно истото, само што е на некој си начин построго. Што се мисли за тоа? Па клетките тука во медулата имаат апрегулација на еден ген, AIRE генот, односно бидејќи се активира AIRE транскрипцијски фактор, тој ген се
експресира повеќе. А тоа AIRE е кратенка за Autoimmune Regulator. Односно, тој ген прави еден протеин, кој се нарекува AIRE протеин, а тој протеин па регулира кои гени, односно кои делови од хромозомите ќе се отплеткаат со цел тие гени може да се читаат. Односно, тој протеин прави епигенетски модификации на ДНА, што им овозможува на овие овдека клетки во медулата да експресираат на своите МХЦ молекули ткивно специфични антигени. Например, овдека во медулата имаме некои епителни клетки кои можат на своите МХЦ молекули да прикачат инсулин. Така, значи, мислам, фрагменти од инсулин кои ќе биде преработен пептиди само мали. Иако инсулинот нормално се создава во бета клетките на лангерхансовите острчиња во панкреасот. И многу други протеини. Значи, има таква способност и ова се случува само тука. Значи, имаме клетки кои може да прават протеини кои нормално се сретнуваат во други ткива. И не е сосема јасно како се ова функционира, у смисол како овој ген успешно толку регулира продукцијата на други протеини, односно овие ткивно специфични протеини. Но очигледно е дека е потребен, бидејќи ако ние направиме така го онеспособиме тој ген, односно тој транскрипцијски фактор кој го активира тој ген па се прават тие протеини, се јавуваат автоимуни болести, бидејќи те клетките не биле селектирани за овие ткивно специфични антигени. Така што кога ќе искочат од тимусот, ќе почне да реагираат со сите тие антигени. Односно селф антигени ќе се јават автоимуни заболувања. И овдека, например, имате доста детални видеа, мислам дека имаше уште едно, за како всушност овој AIRE, транскрипцијски фактор кој го активира AIRE генот, попонатомо AIRE протеинот, учествува во создавање на оваа централна теклеточна толеранција. Инаку, има уште една интересна работа поврзана со централната толеранција, а тоа е да некогаш селф-реактивни Т-клетки, наместо да подлежат на апоптоза, така да бидат уништени, бидејќи се селф-реактивни, нема да бидат уништени, него ќе се трансформираат во регулаторни Т-клетки кои ќе се заменат во периферијата и ќе овозможат периферна Т-клеточна толеранција. И не е сосема јасно зошто ова се случува. Зошто некогаш подлежат на апоптоза, а зошто некогаш стануваат регулаторни Т-клетки. Мислам, имаме патокази зошто тоа се случува и ќе говорам повеќе за тоа понатаму во видеото. Значи, тоа е главното што сега го спомнам за централна теклеточна толеранција, на која што спомнав имаме повеќе детали во видео 78 и 79. Сега да одиме на периферна теклеточна толеранција. Еден нормален теклеточен одговор треба да изгледа вака. Значи, имаме некоја антиген презентирачка клетка, која на своите МХЦ молекули има некој антиген од, да речеме, некој патоген организам. При тоа доаѓа некоја Т-клетка која може да го препознае тој антиген, Т-клеточниот рецептор се поврзува со дадената МХЦ молекула и при тоа костимулаторни молекули, например CD28 се врзува со B7 костимулаторната молекула, кај антиген презентирачка клетка. При тоа ќе се активира оваа Т-клетка, ќе пролиферира и ќе се диференцира на ефекторна мемориска Т-клетка. И понатаму ќе се случуваат низа работи. Нормално ова е една кратка сумација. Но ако се случи дадена Т-клетка да реагира со селф-антиген, така, значи ако реагира со селф-антиген презентиран на дадена МХЦ молекула, при тоа постојат три механизми кои ќе спречат да доведе тоа до создавање на автоимуно заболување. Тоа се анергија, супресија и делеција. Ајде прво да видиме што е анергија. При нормални услови, ако имаме некој даден патоген, односно антигени од некој патоген, при тоа тие антигени биле преработени од некоја антиген презентирачка клетка, така во овој случај тоа е дендритична клетка, и сега тие се презентирани на МХЦ класа 2 молекула, и некоја дадена Т-клетка може сега да ги препознае, бидејќи има Т-клеточен рецептор специфичен за обработениот пептид од тие антигени. Во ред. Но, исто така, освен препознавањето на Т-клеточниот рецептор со дадениот пептид, значи тоа е првиот сигнал, имаме и костимулаторни молекули. Така, значи видовме CD28 може да реагира со B7. Има B7.1 и B7.2, не е битно, но може да реагира така да тоа ќе биде втор сигнал за активација. Исто така, во околната средина сигурно ќе имаме и некои, например, макрофаги или други клетки
на вродениот имун систем, кој исто така првично ќе го сретнат дадениот патоген, односно ќе сретнат овие антигени. Така што во околната средина ќе имаме цитокини и некои други молекули, така значи цитокини и некои други молекули кои ќе бидат ослободени од клетките на вродениот имун систем. Тие може да действуваат како трет сигнал за активација на клетката. И ако добие клетката вакви повеќе сигнали, тоа ќе ја овозможи таа да се активира, да пролиферира, или да се диференцира. Но, ако некоја клетка препознае некој антиген, а при тоа не добие костимулаторен сигнал, не добие сигнал од цитокини или молекули во околната средина поради вродениот имун систем, при тоа таа ќе стане анергична, бидејќи добива само еден сигнал. Сега, кои се молекуларните механизми кои доведуваат до тоа да се случи, не е баш јасно. Бидејќи ние пак ќе го имаме едниот сигнал од клеточниот рецептор. Да, ќе ги немаме другите сигнали, но кои промени настануваат во молекуларните патишта да доведат до оваа клетка стане енергична, не е сосема јасно. И кога е дадена клетка ќе стане енергична, едноставно таа станува функционално нереактивна, односно ништо, таа нема да умре, значи нема да подлежи на апоптоза, али нема да прави ни ништо друго. Ќе стане на водници една голема мрза, така значи само ќе седи и ќе живее колку да се рече. И тоа е главната идеја позади енергија. Ева вдека имаме слики кои повторно не го покажуваат истото. Значи имаме нормален одговор, така значи имаш клетка која се поврзува B7, се активира МХЦ молекулата и имаме тектоцна пролиферација и диференцијација. Но ако ги нема другите сигнали, ќе стане енергична. Дополнително овдека гледате спомнати се CTLA4 и PD1. Тоа се имуномодулатори кои се инхибиторни. Наместо да имаме CD28 кој ќе се поврзуваше со B7, ќе имаме CTLA4 или PD1. Иначе PD1 стои кратко за Programmed Death, односно програмирана смрт. Иначе експресијата на овие инхибиторни молекули на клетките не се специфични само за некои селф-реактивни клетки, него и за нормално функционирачки клетки. Од кога ќе се активираат клетките, они почнуваат да зголемуваат експресијата на CTLA4 и PD1. Зошто? Бидејќи они со тек на време ќе го решат патогенот, нели, за кој биле активирани. И од кога ќе се реши проблемот, тие треба да бидат отстранети. Така, иако се нормално функционирачки, мора да има некој негативен фидбек механизам кој ќе овозможи да се отстранат, бидејќи со тек на време ќе имавме само клетки у телото. Така што подолго време се живи, поголема е експресијата на CTLA4 и со тек на време ќе бидат отстранети. Или пак ќе станат енергични. И ова е еден од механизмите кои може да се добијат енергични клетки. Во ред, значи тоа е главната идеја позади енергија. Нормално може многу повеќе детали да навлезат. Следно ќе спомнам 2-3 збора за апоптоза, односно делеција. За ова имам цело видео каде што ја разгледам во повеќе детали, но главната идеја е дека имаме intrinsic и extrinsic pathway. Така, значи два начина на кои може да се постигне апоптоза, односно програмирана клеточна смрт. Сега што е разликата помеѓу програмирана клеточна смрт и непрограмирана? Пак кај непрограмираната у наводници имаме ослободување на цитоплазмата во околната средина. Така, значи сите протеини и молекули кои се наоѓале внатре во клетка ќе искочат надвор. Така, додека при апоптоза нема да искочат. Едноставно програмирано во низа чекори ќе биде отстранета клетката на се помали и помали везикули кои понатаму ќе бидат разгранети од страна макрофаги, така што протеините кои се внатре во клетката нема да завршат на секаде. Со тоа се намалува шансата за некои автоимуни болести. И последниот механизам на периферната клеточна толеранција беше супресија. Односно имаме блокирање на активацијата од страна на регулаторните клетки. Ајде малце да ги разгледаме во повеќе детали. Регулаторните клетки, како што спомнавме, настануваат кога некоја автореактивна клетка нема да подлежи на енергија или апоптоза, него ќе стане нешто друго. Ќе стане регулаторна клетка. Порано се рекувале супресорните клетки, но денеска името е регулаторни.
И имаме регулаторните клетки кои настануваат во тимусот, така кога препознаваат селф-антигени, а не подлежат на апоптоза, и овие често ги бележиме со мало N и ги нарекуваат natural, те регулаторни клетки, бидејќи се како природен начин на настанување, и ги имаме индуцираните. Вред, кога веќе имаме созреана Т клетка која е излегла од тимусот, но во лимфните јазли препозна некој селф-антиген и наместо да подлежи на апоптоза или енергија, стане регулаторна Т клетка. И интересно е дека не ни е баш јасно зошто некои Т клетки наместо да подлежат на енергија и апоптоза стануваат регулаторни Т клетки. Зошто? Зошто не сите го прават тоа? И има некои трудови кои кажуваат на тоа дека многу е битна микросредината, односно микрооколината околу дадената Т клетка во моментот на препознавање на селф-антигенот. Значи битно е колку интерлеукин 2 има во микросредината, колку ТГФ, бета, исто така некои други цитокини и други молекули и малце рандом шанс. Вред, може би не е тоа случајот, може да има баш некоја молекула која индуцира создавање на те регулаторни клетки, но за сега не сме сигурни. Сега, пошто се разликуваат те регулаторните клетки од другите клетки? Забележано е дека имаат многу поголема експресија на FOXP3 транскрипцијскиот фактор, односно поголема апрегулација, односно зголемена експресија на FOXP3 генот. Вред, иако ние правиме си експерименти каде што го деактивираат тој ген, при тоа ако овој ген е деактивиран, нема појавување на регулаторните клетки, има многу повеќе автоимуни болести. Така што иако не знаеме како всушност функционира овој ген врз регулаторните клетки, знаеме дека е потребен за нивно постоење. Вред. Друга интересна карактеристика на регулаторните Т клетки е дека имаат многу повеќе CD25 на нивната површина. Тоа е всушност интерлеукин 2 рецепторот, али само алфа субединицата. Така што они можат да врзуваат интерлеукин 2, али нема никаква улога врз нив, бидејќи нема други субединици за пренесување на сигнал. Вред. И главната улога на овие регулаторните клетки е да вршат инхибиција на Т клеточните одговори, односно кога некоја Т клетка ќе влијае врз нешто, тоа може да биде и нормален патоген. Не мора да биде селф антиген да реагира врз некое сопствено ткиво, него и при нормален патоген те регулаторните клетки го инхибираат одговорот на имуните клетки. Исто така инхибираат некои други клетки како Б клетки и НК клетки, но тие се уште не е скрос јасни истражувања, но има некои докази кои не наведуваат кон тоа. Инаку, овие природно настанатите, унаводници, те регулаторни клетки, НТРЕГ, интересно е дека многу повеќе не заштитуваат од селф-антигени, така значи од селф-реактивни Т клетки, додека индуцираните, кои настануваат во лимфните јазли, не заштитуваат од страни, но бенигни антигени. Така значи, антигени кои потекнуваат, например, од цревниот микробиом. Ние имаме многу бактерии во цревата и тие постојано имаат антигени. Не сакаме нашиот имун систем да реагира против истите. И тука помагаат овие индуцирани те регулаторни клетки. Значи му викаат на имунниот систем смири се, овие се добри бактерии. Океј, поточно им викаат тоа на главно на Т клетките, но и на Б клетките. Во ред. Ајде сега малце да продолжиме надоле. Како функционираат всушност овие регулаторните клетки? Постојат три механизми кои ни се конклузивно потврдени. Така, постојат и некои други кои се уште под знак прашалник, значи не се скроз потврдени, а тоа се следниве три. Ослободуваат интерлеукин 10, исто така интерлеукин 35, ТГФ бета, и овие молекули се имуносупресивни. Значи кога ќе стигнат кај некоја автореактивна Т клетка, ги ослободуваат овие и ја намалуваат имуната функција. Односно го супримираат имуниот систем во околната средина. Исто така, ја намалуваат способноста на антиген презентирачки клетки да стимулираат Т клетки. Односно, кога ќе се сретнат со некоја дендринична клетка или некоја друга антиген презентирачка клетка, ја тераат да произведува повеќе вакво CTLA4 молекули кои пак ќе ги инхибираат другите Т клетки, но има и некои други механизми. И третиот начин е преку консумирање на интерлеукин 2. Сега, јас спомнав дека регулаторните Т клетки ги препознаваме преку тоа што имаат многу повеќе
интерлеукин 2 рецептор, само алфа субединицата. Тоа значи дека кога во околната средина ќе има интерлеукин 2, тој главно ќе се врзува со те регулаторните клетки. Ако се врзува со нив, тоа значи не се врзува со другите. Во ред, значи на некој начин го грабаат целиот интерлеукин 2 од околната средина и не дозволуваат тој да влијае на другите клетки. А бидејќи они имаат само алфа субединица, те регулаторните клетки, интерлеукин 2 за нив ништо не прави. Удаводници ништо не прави. Немаат други субединици за пренесување на сигналот, иначе пак има некои ефекти. Во ред. И се повеќе истражувања се прават на овие регулаторни клетки. Се уште многу не знаеме, но се смета дека може да се користат во терапија. И денеска и се користат, односно се користи интерлеукин 2 во некои ткива со цел да се индуцира создавање на те регулаторни клетки, така, или пак те регулаторни клетки се растат инвитро, така начин во петриевки, и потоа се инјектираат во пациентот. Значи, те регулаторни клетки му ставаат директно. Има некои дополнителни улоги. Интересно е на овие регулаторни клетки кои се забележани, а тоа е да учествуваат во регенерација на мускули, кожа, бели дробови, со тоа што стимулираат пролиферација и диференцијација на матични клетки, така на стем клетки. Со тоа се регенерираат мускулите, кожата, белите дробови и некои други органи по-брзо. Влијаат во масниот метаболизам и во феталната и микробната толеранција. За ова спомнав, за микробната толеранција, овие индуцибилните влијае да се намали имуниот одговор кон страни бенигни антигени. Инаку, овдека во односно ова да намалат способноста на антиген презирачки клетки, да стимулираат те клетки, има нешто што се нарекува врзана, односно linked suppression. Океј, така што ова е исто така многу битно за микробна толеранција. Ако има некои антигени, да речеме, некој црвен пептид, кој е антиген, некој зелен, и има одредени те клетки кои се врзуваат со истиот, може те регулаторнава клетка да ги инхибира и двете. Односно, она, иако, например, го препознаат црвениот, например, ќе се речеш, логично е во тој случај да го инхибира само оваа клетка кој исто така го препозна овој пептид А, црвениот. Но може да инхибира и оваа која го препознава Б. Сега ќе речеш, добре, тоа е глупо, зашто така да инхибира и други кои не се селф-реактивни. Бидејќи ова е битно као што спомнав за микробната толеранција. Значи во цревата, во дигестивната тракт има многу антигени. И најверојатно најголем дел од тие антигени доаѓаат од исти бактерии, така што вика игнорирај го тој антиген, ама и тој најверојатно е од истата бактерија, игнорирај го и тој. Нормално ја маце вака го антропоморфозирам ова, но тоа е главната идеја, претпоставуваме. Сепак не знаеме со многу детали за овие работи. Тоа беа главните работи кои требаше да ги спомнам во однос на теклеточна толеранција. Нормално има многу повеќе што може да се објаснува, но тоа не е главно во идеи, него тоа е во некои истражување кои што викаат. А овие клетки имаат повеќе од оваа молекула, овие клетки имаат повеќе од таа молекула, во овие случаи наблюдувано е дека го прават ова, во тие случаи наблюдувано дека го прават тоа и тоа. Нема многу да ни ја разјасни сликата, едноставно тоа се некои технички детали. Но ако навлегувате во оваа област, ќе треба да ги знаете и тие технички детали. Но ја мислам дека за ова видео не се битни. Тоа е се, ќе се видиме во следното видео. Довидување.